Еѓуптинот што си го продал коњот, чита Александар Станојков. Еден џамбаз Еѓуптин му продал коњ на еден човек. Кога се удриле на пазар, излегла Еѓупката, Ѓоан не го остаа тој коњ да го продаа. Бре, човек, не го продај овој коњ џанам, нека ни стои, утре ќе ни текнит некој зајак да ватиш за јадење. Со другите коњи не можеш да ватиш, чунки, тие не се толку брзи на бегање. Мори, ја стеј ми се од тука ти, јас неќум на овој пријател да му давам лош коњ, ја рекол Еѓуптинот. Затоа на папари ќе му земам повеќе, оти ќе му давам коњ добар, без ни еден кусур. Човекот, од која беше ги чул тие зборови, беше си рекол сам со себе, оти нашол коњ како што го барал тој и се удрил на пазар. Тек чифт се погодиле и му го теслимил Еѓуптинот од која му ги зел парите. Бре, џамбаз, му рекол човекот, ќе те прашам нешто, ама право да ми кажеш да не те проколнувам за обете очи и за челат. Дали имат некој кусур коњо, али некој уј нешто? Елбете, секое имање имат по нешто уј али предка, али која ќе го јавниш ќе мрда, али не се запира во бодинањето, али друг некој кусур ваков. Слушај вам, ти за челата ме проколна, му рекол Еѓуптинот, и за обете очи што ме пулат, да ослепат обете очи што ме пулат и да пропитаат обете деца. Дури и жена ми, ако не ти кажам право зашто кусур имат. Кусур го има тој. Ако го натеруваш да се качуваат на дрва, не се качуваат. Да го отепат, не е чаре да се качит. Ете, тој кусур го имат чорбаджи, ами друг кусур колку едно влакно немат. Еве, вака да знаеш чорбаджи, овој уј имат коњо.